Почитувана колежке, почитувани колеги од ВМРО-ДПМН, почитувани колеги од мојата претеничка група, почитувани медиуми, почитувана јавност. Ке ве замолам да размислите за полекување на вашиот предлог од проста причина за некој да може дисциплински да одговара како пратеник, треба да биде пратеник, а тоа нема да биде случајот со мене уште долго време. Почитувана јавност, гласот за одземање на мандатот на Никола Груевски ќе биде мојот последен глас во ова собрание. Оваа одлука ја донесов веднаш по скандалот во моментите кога се само пријавував во полиција. Фактот на денот е дека без разлика на причините за набавката на маслото од канабис за моје блиско лице и на никој од вас не ги посакувам тие причини, јас сум сторил незаконски акт. Тоа е првата работа. Втората работа, мојата претеничка функција, за жал, може да се перцепира дека ќе влијае врз постапката која органите ја водат за нелегалното снимање, но и против мене за набавката од канабис, односно постапката која што јас ја иницирав. Не би сакал мојата функција да влијае врз правосудните органи. И уште еднаш ќе искористам оваа прилика да ги повикам органите на прогонот целосно да го истражат настанот за мојата одговорност, но и за одговорноста за тие што противправно снимале и објавиле. Одлуката ја соопштувам сега, а не тогаш од две многу големи причини. Прво, мене беше многу значајно да учествувам до крај во процесот на реформата на разузнавачките служби, бидејќи тоа ми е интерес што ми е многу близок до мене и до мојата душа. А второ, оваа седница е причината зашто не соопшти веднаш. Чекав цела јавност да види колку далеко ќе отидете во вашата дрскост и да видат дека станува збор за хајка и за мерки и активности насочени кон заштита на вашиот премиер во бегство, Никола Груевски. Но гласот на јавноста беше повеќе од очигледен. Не може пратеник кој што се борел за правда и за еднаквост на правото без разлика на причините да ги крши законите. Не може. Затоа ќе поставам пример кој што се надевам дека сите ќе го следат, каде што етиката и моралот ќе бидат над желбата за функцијата. И како што неколку пријатели и поранешни соборци на Facebook напишаа, ќе си ја гушнам одговорноста и ќе си ги понесам последиците. Моралните и етичките, а и правосудните, никогаш не сум бегал од нив. Би сакал да ви порачам неколку работи пред заминување. Колеги и колешки од мојата претеничка група и од моите коалицијски партнери, останете верни на вредностите и принципите кои што не обединија. Знам дека е тешко, знам дека политиката е валка на игра, но верувам во вас, знам дека можете. И чувајте се еден со друг. Чувајте се, бидејќи немаме друг кој. Овде не зборам за тие кои што ги злоупотребуваат правилата и кои што работат во свој интерес, зборам за вас, честните и поштените, знаете кои сте. Една порака до медиумите и до јавноста. Од овој момент натаму, повеќе не е прашањето дали Павле Богоевски има легитимитет да ја води комисијата која ќе му го одземе мандатот на Никола Груевски, ниту пак дали Павле Богоевски треба да продолжи да биде пратеник. Сега е прашањето дали пратениците од ВМРО-ДПМН ќе покажат барем трошка од етиката и моралот со кој што така дрско се расфрла овие 2 недели и дали ќе го заштитат криминалецот во бегство Никола Груевски или ќе му го одземат мандатот. Бидејќи да не се лажеме, ако во собранијево нема место за човек кој прекршил закон за да купи масло од канабис за свое блиско болно лице, сигурно нема место за пратеник кој парите од граѓаните ги користи да плати хотел додека е во бегство од македонската правда. На моите политички противници ви благодарам за овие 2 години, ме направивте многу посилен човек. Ме направивте многу позрел човек. И би сакал да ве прашам, дали мислите дека моето отсуство од собранието ме прави помалку или повеќе политички опасен за вас? На крај, сакам да им се обратам на граѓаните, на сите вас, без разлика на вашиот став по скандалот, без разлика на вашиот став по мојата, по нашата работа. Ви благодарам за честа да ви служам како пратеник овие 2 години. Најдобро што можам имам. Со среќа, нека ние на сите продолжуваме напред. Затоа давам оставката и оставката ќе стапи во ефект по гласањето на пленарната седница за мандатот на Никола Груевски. Уште еднаш ви благодарам на сите, да живее Република Северна Македонија, да живееме сите. Фала.
Почитувани, овде ја прекинувам работата по седницата. Продолжението ќе го води мојата заменичка и ќе бидете навремено известени за нејзиното продолжение. Ви благодарам за вашето присуство, среќен празник и имајте убав продолжен викенд. Окей. Айде. Към пластик. Majstorče.